За функционерите 78% повисоки плати, а за граѓаните поголем ќар од скенирани сметки. Станува збор за дури 100 денари месечно. Среде криза почна да важи владината мерка со која треба да им се помогне на граѓаните по основ на поврат на данок на додадена вредност. Директорката на УЈП Сања Лукаревска на брифинг со медиумите потврди дека на сметките на граѓаните кои скенираат од наредниот месец ќе им се исплати новата сума, која наместо досегашните 1800 ќе изнесува 2100 денари за едно тримесечје. Но она што откри е и дека голем дел од граѓаните имаат проблем со редовно земање плата. Само во март 5716 работодавачи не поднеле електронска пријава за плата, па така 11612 работници во март останале без денар. Во месец март регистрирани се 69156 работодавачи со 555161 вработени. Од нив 56073 исплатиле плата, а 5716 работодавачи за 11612 вработени не исплатиле плата за третиот месец од годината. Меѓу оние кои не зеле плата се и вработените во АД Водостопанство. Станува збор за 600 лица кои немаат ниту плата, ниту здравствено осигурување, а сметката на предпријатието е блокирана од Управата за јавни приходи, и тоа поради долг од 58 милиони денари. За ова аларм испрати опозицијската ВМРО ДПМН, која реагира дека директорот Локман Лимани во вакви услови испратил 12 вработени на 4-дневна екскурзија во Грција. За таа разлика од граѓаните кои ќе скенираат, функционерите со последната одлука на Уставниот суд добиваат можност за покачување на платите за дури 78%. По бурните реакции во јавноста, владата најави дека ќе има законски измени за намалување на коефициентите, но освен најави, засега нема ништо поконкретно.